Здраво, драги гледачи, добре дојдовте во емисијата Супер Звезда. Јас сум моите супер звездички во знак на одлично расположение. Прво ќе ви мафнеме со нашата лева, потоа со нашата десна рака, а сега ќе ви мафнеме со двете рачиња и ќе ви мафнеме и со едно нодже. Ајде и мафнеме нашите гледачи видат како мафнеме ние од Сабеле вака расположени. Ете така, имаме поспани. Немаме, доручкувани сте сите? Да! И спремни сте? Да! За што сте спремни? За емисија, драги гледачи. Подготвени сме денеска да направиме емисија каква што се нема случајно никогаш до сега. Впрочем, драги гледачи, денеска ќе уживате во една емисија, значи, која што ќе ви открие некои многу спектакуларни и многу интересни работи. Каде ќе видиме денеска гости? Денеска супер звездите одат да ја посетат фирмата T-Mobile. Станува збор за еден од најголемите светски и дефинитивно најголемиот македонски мобилен оператор. Одиме да го видиме T-Mobile, да видиме за какво чудо од фирма станува збор. Останете со нас, ветуваме невидена и спектакуларна емисија во следните 60 минути. 3-4. Ајде влегуваме. Најавивме специјална, спектакуларна и невидена емисија, нешто што до овој момент не се има емитувано во програма. Драги гледачи, денеска ќе бидеме гости и ќе дзирнеме во тајните на фирмата која што се вика како? Денеска, драги гледачи, заедно со суперзвичките сме гости во гигантот на светско ниво, дефинитивно најдобриот македонски и еден од најдобрите светски мобилни оператори, а тоа е фирмата T-Mobile. Мој денеска прв соговорник е господинот Миле Бошјаковски, директор на корпоративни комуникации. Господине Миле, добре дојдовте во Супер Звезда. Добре дојдовте во T-Mobile, драго ми е што сте тука сите дечиња. И драго ми е што денеска не примивте вака топло и срдечно и што веднаш не излеговте во пресред, веднаш откако воспоставивме контакт, не поминаа неколку часа и успеавте значи да не исконтактирате. Фала ви многу што ни дававте шанса да бидеме денеска овде. Дали навистина ќе може да видиме некои од тајните на T-Mobile кои досега не се видени и не се презентирани никогаш вака јавно на телевизија? Ќе ги видиме речиси сите тајни на T-Mobile Македонија. Ќе го видиме секторот за технички операции, ќе видиме како се грижиме за нашите корисници, а на крај дечињата ќе имаат можност да го запознаат и главниот извршен директор на T-Mobile, господинот Мајкл Лоренс. Фала ви многу. Сега вака за почеток на овој разговор, Миле, сакам да ве прашам, значи, што поточно е вашата работа, што поточно значи тоа сектор за корпоративни комуникации? Секторот за корпоративни комуникации работи со односи со јавност или екстерна и интерна комуникација, новинари, медиуми и такви работи. И второто поле на действување тоа се спонзорствата и донациите. Ете така, ми интересира, значи ваша фирма е едноставно во колку земји ни светот постои? T-Mobile постои точно во 11 земји. Речиси сите се европски, освен Соединетите американски држави. Сега, овдека во позадина гледаме, значи, некои видеа. Тоа се претпоставува од моментот на ребрендирањето на фирмата T-Mobile во Македонија, кога беше оној спектакуларен концерт. На која група беше подошла? На Pet Shop Boys. Значи, ова е точно пред речиси година и пол, 2 години, 7 септември 2006 година. Тоа е денот на T-Mobile во Македонија. T-Mobile во Македонија, да, компанијава постои 12 години. Значи во 2006 година, порано се викавме Мобимак, како што знаат луѓето, сега сме T-Mobile Македонија. Зошто се смени името од Мобимак во T-Mobile? Имаше ли потреба за тоа? Постигнавме некои интернационални стандарди. Нашите акционери сватија дека ние можеме да го носиме гордо брендот T-Mobile и тоа го направивме. И еве денеска, драги гледачи, како што гледате во Македонија, меѓу неколкуте земји во светот, исто така го доби најдобриот мобилен оператор, а тоа е фирмата T-Mobile. Дечки, имате ли вие прашања за Батко Миле овдека да видам? Ајде, имаме многу прашања Батко Миле за тебе. Ајде сега да почнеме со прашањата едно по едно. Оваа згодна женска, оваа сите овде згодни женски пред мене имаат прашања. Злато, кој е твоето прашање, повеќе? Здраво, јас сум Ана Марија и сакам да прашам дали е тешка неговата работа. Убаво прашање. Фала ти, Ана Марија. Батко Миле, дали е тешка вашава работа овдека како директор? Понекогаш е многу тешка, но најчесто знае да биде многу убава кога се работи со убави луѓе и добри. По колку часа на ден трае вашата работа? Нон-стоп. Значи 24 часа сме достапни. Работиме и саботи и недели, понекогаш и празници. Тоа важи за сите во T-Mobile. Значи не е лесно она што овдека се прави и она што овде се случува. Знаеме и добро да се забавуваме, значи. А значи кој има журка е журка, ако има работа се работи 24 часа. И на работа некоја знае да има журка. И така зна. Браво. Ајде да видиме многу прашања. Изидора, заврти се кон камерата Злато и кажи го твоето прашање. Јас сум Исидора Петровска и сакам да прашам дали како нас децата смеат
многу да изборачам со телефоните. Убаво прашање, фала ти Сидора. Некој вела дека не треба, некој вела дека може. Дали е вистина тоа дека децата не смее многу да зборат на мобилен телефон? Децата смеат да зборат на телефон, меѓутоа не смеат да зборат од многу рана возраст, да кажеме, поради тоа што мама и тато ќе бидат многу потрошени. Така, значи, Треба да подпораснат и да знаат колку ќе трошат и тогаш може да зборуваат. значи веднаш шом станат свесни за тоа колку трошат, од тој момент може да... Нема никаква друга причина зашто не би зборат. Значи нема пречка, зрачење или било што друго. Не. Значи такви пречки нема. Супер, имаме други прашања. Анастасија, повели Злато, кој е твоето прашање? Добар ден, јас сум Анастасија и сакам да го прашам батко Миле колку корисници има во оваа фирма. Убаво прашање. Значи колку корисници има T-Mobile? Минатата година T-Mobile го достигна милионитиот корисник. Во моментов имаме точно 1.240.000 корисници во Македонија кои што ги користат нашите услуги. Значи тоа е повеќе од половина од популацијата во нашата држава. Така му доаѓа. Да, точно. Така. Браво, прекрасно и гледате значи дека T-Mobile е една премногу голема и премногу сериозна фирма. Ајде само прашање кој ќе постави Злато, ајде ти шамафташ толку многу повели. Здраво, јас сум Андреј и моето прашање е дали ја сакам неговата работа. Така. Чко Миле, дали ја сака неговата работа? Навистина многу си ја сакам мојата работа. Многу ми убаво кога доаѓам тука на работа и настојувам тоа да трае подолго. Вас ви се допаѓа ли овде? Убаво ви е овдека во T-Mobile? Да! Значи колку убава, колку интересна фирма е. Сега ја да ве прашам, кој кога ќе порасне сака да работи овдека за T-Mobile да види? Ајде. Охо, ќе не совере ли сите нас овдека вас во фирма? Ќе не совере сите. Колку сме? 12? 13. Со сите 13 ќе има место. За 13 без гајле, одма правиме простор. Следното прашање ќе постави кој? Овој Шизиков да Јаков дојде до мене, сврти се кон камерата и кажи го прашањето. Здраво, драги гледачи, јас сум Јаков Тужевски и имам прашање, кои имиња на мобилни ги продавате? Шо убаво прашање, има некои имиња на мобилни што не ги продавате, некои што ги продавате или себе продавате? Јас колку што знам ги продаваме речиси сите, познати марки во светот, значи Nokia, Sony Ericsson, Samsung, Alcatel, да не ги набројуваме, да не заборавиме некој, меѓутоа во нашите продавници речиси сите ги има. Значи станува збор за еден голем сервис, за една сериозна компанија, станува збор за еден напреден мобилен оператор. Какви све услуги нуди вашата фирма? Во основа, ние сме тука мобилен оператор кој што нуди voice услуги. Меѓутоа тука се и сите услуги кои што се веќе познати за јавноста, SMS, MMS. Во последно време се насочуваме кон интернет и кон пренесување на дата податоци по интернет, така што развивме неколку нови сервиси, Web SMS, VPN-VOC и уште кои други. Имам уште многу прашања, леле, батко Миле нема да биде денеска лесно со нас. Ете, така да видиме понатаму. Сара, имаш ти прашање, Златичко? Повели Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Сара и сакам да прашам во која држава за прв пат се појавил T-Mobile? Прекрасно прашање. Батко Миле, во која држава прв пат е направена, значи, вашата фирма? Каде е создадена фирмата? Одговорот е Германија. Значи T-Mobile Македонија е дел од групацијата на Deutsche Telekom. Тоа значи германски телеком. Значи германски телеком, прв пат била во Германија, а сега еве е и тука. И низ многу други земји ни светот, кажавме. Следно прашање ќе постави кој? Кој? Ајде, Злато, ти повели кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Ана Марија и сакам да прашам како се станува директор. Тоа е многу убаво прашање кое што и мене ме интересира. Како се станува директор во T-Mobile? Има повеќе фактори, претпоставам, кои што треба да се спојат, да се направи еден мозаик. Значи тука е пред се образованието, меѓутоа многу е значено и колку си вложил за време на тоа образование во твој понатамошен развој. Значи образованието само по себе не ги носи сите бенефити за да да се стане директор, како што дојавме прашање. Значи потребно е дополнително вложување и поинакви некои вештини кои што треба да ги развие секој човек. Имаме разни видови на директори, меѓутоа тоа е веќе нешто што се изградува и што се надоградува со тек на време. Дали тоа значи дека само најдобрите можат да го работат тоа? Да, точно, најдобрите менаџери може да бидат директори во T-Mobile. Одлично. Имам уште прашања понатака? Леле, колку прашања. Сара нека го постави своето прашање, повели Злато. Јас сакам да го прашам батко Миле, дали корисниците се позадоволни од поранешниот мобилмак или од сегашниот T-Mobile? Ајде сега да видиме, има ли некои корисници, например, кои се задоволни повеќе од мобилмак, а помалку од T-Mobile, или е обратна работата? Значи, ние ги мериме тие параметри, колку биле нашите корисници задоволни, постојано во текот на годината. Од моментот кога станавме T-Mobile,
тоа задоволство порасна, што значи дека на некој начин останаа задоволни, а многу нови што станаа наши корисници и тие станаа уште позадоволни од тоа што биле. Што значи бележиме континуиран развој кон подобро. Одлично, супер, благодарам многу. Уште прашање имаме прашања, еве, повели Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Андрей, моето прашање е што сакал да работи кога бил мал. За Батко Миле мислиме така? Ајде, Батко Миле, што сакал кога бил мал да работи? Дали сонувал дека еден ден ќе стане директор овдека? Не. Значи Батко Миле до трето оделение сакаше да биде фудбалер и потоа сватив дека не можам да бидам фудбалер и некаде во пето оделение се инфицирав со музика и сакав да бидам рок-н-рол пејач. Меѓутоа гласот не беше баш најдобар, така што станав басиста и понатаму дојде факултетот и се развиваа работите и дојдов до ова што сум денеска. Стана директор, ама се уште си гаиш љубов за музика, така ли? Си свириме по дома. Ќе свириме по дома, ќе свириме некогаш и заедно. Ајде сега да видиме, Јаков има ево прашање едно за крај за Батко Миле. Повели Јаков, кое е твоето прашање? Здраво, јас сум Јаков. Имам прашање, кои се професии се барат во вашата фирма? Многу убаво прашање, фала ти Јаков. Еве ги последното прашање за Батко Миле, значи оние дечиња кои сакаат да станат дел од тимот на Team Mobile, што треба да работат, што треба да направат, како треба да се изградат себе си, во кои се професии треба да се насочат за еден ден да можат да станат, значи, дел од вашата фирма. Јаков, имаме многу можности во Team Mobile. Значи тука имаме инженери, имаме чичковци што се качуваат по планини, имаме правници што работат во правна служба, имаме економисти, тие што и работат со парите, имаме продавачи во продавници, имаме комуникатори, како тие што работат во корпоративни комуникации, имаме луѓе што работат маркетинг. Тоа се пак на некој начин економисти, што значи еден широк спектар има. Така, значи нема професија од која што Team Mobile нема потреба. Како вие ги правите вашите реклами? Нашите реклами ги прави секторот за маркетинг, користи маркетинг агенција. Прво се прави истражување на јавноста, да се види што сакаат нашите корисници и во согласност со резултатите од тоа истражување, ние ги правиме нашите реклами, кои што понатаму ги пласираме во јавноста, во медиумите, телевизија, принт, радио и аутдор, или тоа се овие билборди што ги викаме. Ви благодарам многу. И уште едно прашање дека да покажеме ова овде кај што гледаме концертот на Печоп, оној што одеше на плоштад. Ме интересира дали вие го направивте ова, значи кој го организира овој концерт? Вака, ова е добра можност дечињата да ги прашаме нешто. Супер звезди. Ајде ме супер звездички, внимание. Ајде, Батко Миле да ве праша нешто. Дали знаете што е тоа тим? Дали знаете што е тим? Кој знае, Јаков, што е тим, Злато повели? Кога сите заедно работат. Значи, Јаков вели дека е кога сите заедно работат. Тимот е составен од повеќе луѓе, друг има нешто што знае вака на тема тим, што е тим? Поише батковци и дадички собрани на едно место, што работат заедно, тоа ли? Тоа е тим. Значи, убаво знаете што е точно тоа тим. Сакам да кажам дека до сега зборувавме за директори, за чичковци и за така натаму, меѓутоа тоа што сакам да ви порачам дека е најважно дека еден човек, дали е тоа директор или менаџер, не може ништо да направи сам. Значи мора да има тим од луѓе кои што работат со него. Така, одговорот на прашањето на Дарко што го постави, концертот на Pet Shop Boys и се што се случуваше околу тој концерт го направи тимот на корпоративни комуникации, што значи не може еден човек тоа сам да го направи. Значи мора да бидете во тим за да бидете многу појаки отколку кога ќе бидете сами во нешто. И така ќе имаме и поголеми успеси, така ли? Точно така. Сакам една работа воедно да ја кажам и да прашам. Значи, вашава компанија, значи Team Mobile е фирма која што не прави само комерцијални активности, која што не врши само продажба на собствените услуги, туку прави и хумани дела. Дали може да ми броите, значи, еден мал дел од оние хуманитарни активности каде што Team Mobile од се срце е вклучен? Значи Team Mobile Македонија како социјално одговорна компанија учествувала во минатото и ќе учествува и понатаму во голем број хуманитарни акции да им се помогне на деца кои што имаат здравствени проблеми, меѓутоа и возрастни. Присутни сме во Македонија, ќе останеме присутни. Сакам да напоменам, минатата година имавме голема донација за детската клиника. Учествувавме во акцијата за конкретно за Тео Тасев и можам да кажам дека сме фокусирани на 3 столба, односно екологија, едукација и хуманитарна активност. Меѓутоа, во моментов би било малку премногу неблагодарно да се фалиме самите себе си со тие акции. Значи сме присутни и ќе останеме присутни. Ви благодарам уште еднашка. Драги дечиња, со ова заврши, значи, вака првиот воведен разговор со баткото кој што се вика Миле Бошњаковски, директор на корпоративни комуникации овде во Team Mobile Македонија. Еден голем аплауз за Батко Миле и за прекрасните одговори кои што ни ги даде.
и за тоа што многу убаво не воведе вака во историјатот на фирмата и во некои идни работи кои што се планираат. Сега ќе направиме една кратка пауза, а веднаш потоа се враќаме овдека во T-Mobile Македонија да видиме какви се тајни крие оваа прекрасна фирма. Одиме со пауза. Сега да видиме, батко Миле, каде дојдовме сега, шо чудо е овде? Ова е службата за технички операции. Дадите и батковците кои што работат тука, дечиња, се грижат за сигналот на T-Mobile да стига до вашите телефони, до телефоните на вашите татковци и мајки. Е сега да видам кој се има прашање што би сакал овде да го постави. Колку многу прашања има за овде. Батко Миле, кој ќе одговори на сите наши прашања денес? Другарчето Роберт Ордановски, директор на секторот за технички операции. Ете така да го поканиме господин Роберт да дојде да се запознаеме. Здраво живо господин Роберт, како сте? Здраво живо, фала на прашањето, добар. Добри ни дојдовте во Супер Звезда. Добре дојдовте во T-Mobile Македонија, сектор за технички операции. Ова е секторот кај што се креира мобилната телефонија. Ние се грижиме за нашите претплатници во Република Македонија и се грижиме да сите претплатници имаат квалитетен, добар сигнал во секое време и на секое место каде што го користат. 21 век е век на мобилни комуникации, ние се грижиме тие мобилни комуникации да стигнат до секого. Младиве дечиња ги поканувам да прошетаат малце низ нашиот сектор, да се запознаат. Овде имаме млади инженери кои што работат на креирањето на таа мрежа. Поблиску ќе ве запознаеме како се одвива тој процес и ќе одговориме на сите ваши прашања. Фала многу, голем аплауз за батко Роберт и за ова прекрасно излагање. Уште на почетокот и да им мафнеме на сите овие батковци кои што работат и они да ни мафнат на нас овдека да ги видиме, значи отприлика колку луѓе работат овдека, да ве прашам батко Роберт, колку инженери имате овдека кај вас во вашата служба? Па во технички операции има 70 вработени, од кои што 90% се инженери и имаме технички кадар кој што служи за обавување на нашите технички операции. Значи 90% се инженери и 10% се техничари со техничка подготовка. Вие од овдека работите само за Скопје или работите за цела Македонија? Не, од тука се креира мрежата за цела Македонија, значи се грижиме за сите корисници ширум државата и сакаме да постигнеме добар квалитет низ цела држава, не само во главниот град. Ни кажа, значи, уште на почетокот на снимањето на оваа емисија од T-Mobile дека ќе имаме ексклузивна можност да бидеме гости, значи овој дел до сега, ова што денеска ќе го снимиме, никогаш до сега претходно не е снимено и не е емитувано во програма. А да, ова е уникатна можност после 12 години од нашата работа, прв пат да влезете во тајните на мобилната телефонија. Значи тоа се луѓето што ја креираат мобилната телефонија, тоа се местата кај што таа се креира, кај што се создава. Ова е фабрика практично за мобилна телефонија. И многу ми е драго што еве вие дојдовте први да не посетите и да се запознаете како таа фабрика функционира. Така, ајде да ги видиме чудата значи на T-Mobile денеска. Има ли некој сега прашање што сака директно да го постави до батко Роберт? Еве, повели злато ти, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Андријана Томашевски, сакам да прашам како се пренесува сигналот. Прекрасно прашање, фала ти Андријана. Ајде да видиме батко Роберт, значи вие или некој друг кој ќе ни одговори на прашањето како се пренесува сигналот? Пред да одговорам на прашањето, би сакал да кажам дека за да ги најдете одговорите на сите овие прашања, многу е битно да учите деца. Значи, учењето, едукацијата е најважен чекор во вашиот живот. Требате да бидете упорни, како што е нашиот млад и драг колега Алек, кој што е млад инженер, но веќе ги знае сите тајни на мобилната телефонија и он поблиску ќе ја доближи до вас. Ајде сега да го поканиме батко Александар, добре дојде, Супер Звезда. Дојдовте, добре ми дојдовте. Како сте добри? Одлично. Сега ќе ни одговорите ли на прашањето како значи се пренесува сигналот на мобилната телефонија? Ќе пробаме вака многу едноставно, значи ќе ми објасниме како функционира мобилна телефонија. Ајде да видиме, значи. Значи вака. Дали има некој од вас мобилен телефон? Сите имате. Сите имаме, еве тука се нашите мобилни телефони, еве ги спремни наоружани. Прво што правиме кога сакаме да му завртиме некој, треба да знаеме бројот, така? Писувате некој другарче, проговорите бројот.
ваш другарче ќе одговори вашиот повик и тогаш започнува разговорот. Значи разговорот се пренесува преку воздухот, преку етерот безжично. Значи трансферот се врши без никакви кабли, без ништо? Така, безжично преку воздухот се пренесува. Значи вие зборувате овде во микрофонот, на телефонот, и зборовите се пренесуваат како сигнал преку воздухот до другиот телефон и за тоа ни помагаат нашите базни станици на T-Mobile. Тие се многу битни уствари во целава ситуација. Без нив нема комуникација. Без нив апсолутно нема комуникација. Ете, одлично, задоволни значи сега да одговорат. Ајде се, има некој прашање да постави. Кој ќе постави следното прашање? Еве, ова згодна женска овде што се вика Доротеја. Повели злато? Здраве, јас сум Доротеја Кипровска и сакам да прашам што е тоа базна станица. Супер прашање. Ајде да видиме сега, значи, батко Александар, што е тоа базна станица? Океј, значи, кој што рекавте, базната станица е основниот дел од мобилната телефонија кој што ни возможува да разговараме без проблем, без никаков проблем преку нашите мобилни телефони. Значи, без базните станици на T-Mobile нема да може да комуницираме воопшто. Така, фала многу. Сега да видиме, имаме уште прашање или тоа беше се за денес? Па имаме уште многу прашања. Кој ќе опости следното прашање? Повели Куклоти. Здраве, јас сум Андеј. Моето прашање е колку базни станици има во Скопје и во Македонија? Прекрасно прашање, фала Кукло. Александар, ќе ни кажеш ли значи колку базни станици има во Скопје и низ Македонија? Океј, значи вака тоа што гледаме вдека на телевизорот е мапата на Македонија. Сите овие шарени боички ни представуваат оному кај што е поставена наша базна станица. Во Скопје, да кажеме, прилика со Скопје имаме негде околу 100 базни станици. На ниво на цела Македонија имаме негде околу 430 базни станици на целата територија. Тоа се доволни за нашата република? Доволни се, да. Зошто во Скопје има најмногу, ето така гужва гледам околу нашиот главен град? Во Скопје има најмногу базни станици, бидејќи има голем број на претплатници и за се обслужат тие претплатници со квалитетен сигнал, потребно да има поголем број на базни станици. Значи онаму кај што има многу претплатници, има повеќе базни станици и обратно, кај што има помалку се намалува број. Се поредба, да. Значи негде на патни правци, покривање во територијата, да кажем подлабоко, доволно со само една базна станица, за да покрие тој цел ден. Да заврши работа. Фала многу. Сега, драги гледачи, овој шизик овде што се вика Филип, да пукне. Филип, добар си? Да. Он има прашање, драги гледачи. Филип, кој беше твоето прашање, Злато? Здраво, јас сум Филип Джигиров и сакам да прашам дали мобилните телефони имаат штетно зрачење. Многу убаво прашање, да пукне Филип. Така. Дали мобилните телефони имаат штетно зрачење? Океј, работа со мобилни телефони е се премногу мали, израчат со многу мала моќност, значи моќност да кажеме доволно само да се разговара преку нив, и заради тоа може да кажеме дека апсолутно немаат никакви штетни влијанија по луѓето и по околината. Значи немаат? Немаат. Проверено? Проверено. Докажано? Докажано. Вие сите овде исто работите со мобилни телефони? И работиме со мобилни телефони, секој ден се по телефон, по неколку сати, бидејќи многу разговараме, секојдневно. И апсолутно нема. И проблеми немате никакви? Проблеми сега за сега нема. Супер, фала ви многу. Сега да видиме, ме интересираше што е оваа мапа овдека, значи вика мапа на покривање. Какво покривање е ова, батко Александар? Значи овдека на сликава гледаме секаде каде што Македонија има сигнал. Значи еве легендата е онаму каде што имаме легендата боја, тоа е нашата боја T-Mobile, и имаме квалитетен сигнал, значи може без проблеми да разговараме. Но оние места кои што се, да кажеме, малку побело, да, тоа се обично некои планински гребени и така натака. Таму имаме делумна покривност. Значи таму е можеме да се разговара. Значи вака што можеме да видиме, преку 99% од територијата на Република Македонија е покриена со квалитетен GSM сигнал. 99%. 99,5. Запирка нешто. Браво, голем аплауз за T-Mobile, драги дечки. Значи, ваква фирма се нема случајно до сега. Супер. Имаме уште едно прашање, значи за крај да видиме кој беше твоето прашање, Кукло, како беше прашањето, повели? Здраве, јас сум Ана Марија Костови, сакам да прашам како се пренесуваат сликите и SMS пораките. Браво бе, Кукло, најубаво да пукне, супер. Епенува прашање, како се пренесуваат, значи, сликите и SMS пораките? Ја од секогаш сум се чудел, значи, како тоа функционира? Ќе погледнеме тој ванредната просторија како изгледа. Има така наречен центар за пораки и за слики. Тоа да кажеме е како еден голем компјутер, каде што преку базните станици стигнува до компјутери складираат таму. Тој компјутер треба да провери дали вашиот телефон, односно телефонот кој што треба да испрати сликата или пораката, е достапен, доколку е достапен, веднаш ќе ми испрати сликата, односно пораката на телефона. Значи ќе одземеме се во самата просторија како изгледа тоа, вака да имате представена како изгледа SMS центарот. Значи одиме да го видиме SMS центарот на T-Mobile, да видиме какво чудо е тоа, драги гледачи. Одиме таму.
Одиме? Тргнуваме. Камера по мене. Сега, батко Александар, каде дојдовме? Значи, ова е нашата централа. Овде се наоѓа поголемиот дел од нашиот хардвер, од опремата неопходна за мобилна комуникација. Во врска со прашањето за SMS пораките и за MMS пораките, односно за прекањето на пораки и слики преку мобилни телефони, ова да кажеме, овој компјутер што гледаме дека, овој уред тоа што го возможува, значи ова е нашиот MMS центар и SMS центар. И може вака да откриеме малку Како изгледа, значи? како изгледа тоа. Еве, промотивно, никогаш не видено до сега, за прв пат, еве, нашите гледачи ќе може да видат, значи, како изгледа SMS и MMS центарот на T-Mobile. Значи, што е у суштина оваа машина, батко Александар? Значи, дека се чуваат сите пратени SMS и MMS-и и во моментот кога ќе биде пратникот достапен, се испраќаат до него. Така, значи, ако е достапен, во моментот стигаат, ако не, он чека да се вклучи, па му ги препраќа. Ги препрати, апсолутно, баш Така. Значи, овдека се обслужува цела Македонија од овде? цела Македонија. Да. Кога сака некој од Битола да му прати на некој порака во Куманово, овде доаѓа пораката? Дојде во Скопје и од Скопје ќе отиде во Куманово. Значи, додека за колку време значи се праќа една порака додека тој од Битола стисне и временски додека тој во Куманово ја прими колку време? Во просек 3 до 4 секунди, така нешто. Значи само за 3 до 4 секунди она доаѓа се процесира, компјутерот го наоѓа овој кој што треба да му ја прати и веќе работата е завршена. Апсолутно, баш така. Вакво чудо сте виделе ли, дечки, на друго место? Нормално не и нема да видите. Голем аплауз за T-Mobile Македонија за овие чудовишта од компјутери овдека. Кажавме, значи, дека има премногу техника овде, ова е само еден дел од компјутерите. Така. Значи ова е само што гледаме SMS и MMS центарот. Други компјутери се за мобилните разговори. Да, другите се за мобилните разговори. Значи, тие се наоѓаат исто овде во оваа просторија. Поголемиот, значи има и на други места, има и во Битола, има и во Велес, има и во Гостивар, и во Струмица. Значи грото од опремата се наоѓа тука во Македонија, во Скопје. Значи, сепак ова е таа една централна T-Mobile, ова што... Значи, ова е срцето на техничкиот оддел на T-Mobile Македонија. Ете, драги гледачи, ви мафтаме, ве поздравуваме, значи, од една од најскапите простории што воопшто може да се најдат овдека во Република Македонија, која што чини многу милиони долари или евра, како беше? Или евра, да, се едно. Ете така, едно од најскапите простории, значи, во моментов ние со Супер Дедите се наоѓаме токму тука. Ќе направиме мала пауза, а еднаш потоа се враќаме повторно овдека во програма заедно со нашите пријатели од T-Mobile Македонија. Одиме со пауза. Сега, дечки, искрено да кажеме, како ви се допадна овде? Супер! Ама вистински ли? Да! Значи многу техника, многу интересни работи, многу чуда на современата технологија видовме денеска овде, драги гледачи. Батко Александар, како беше со дечињата? Беа ли добри? Одлично. Незаборавно дружење. Супер, научивте ли некои нови работи сега? Денес, драги гледачи, видовме работи кои што не може дури ни на училиште да ги научиме и за крај да се поздравиме со директорот Батко Роберт, да му заблагодариме многу што не прими овдека во службата за технички Операции. Благодарам што дојавте да не посетите. Ни Фала беше многу. Драго и мило. Сите деца кога се мали имаат некои соништа што ќе работат кога ќе пораснат. Ја како мал сонував да бидам научник. Ова ви го кажувам вистински, затоа што цел живот сонував да бидам научник. И еве после толку години станав научник. Водам една екипа која се занимава со научно-истражувачка работа и екипа која е најкреативна, екипа која создава нешто, екипа што создава добро за сите нас. Дали вие дечиња имате сон што ќе бидете кога ќе пораснете? Имаме ли сон? Да видиме кој има сон да биде нешто кој ќе порасне? Браво! Дали може да очекуваме некој од вас за неколку години да ни се придружи овде во нашава работа? Кој сака да работи овдека, значи, како инженер во T-Mobile Македонија? Одлично. За да го постигнете тоа, треба да имате голема желба, како прво, да учите добро, како второ, затоа што со учењето се стига на ова место. Единствен начин како да стигнеме до позицијата инженер во T-Mobile Македонија е само со учење. Друг начин нема. Со голема желба, со голем труд, со завршување на сите едукативни образовни училишта, институции ќе стигнеме овде и за некоја година повторно ќе се дружиме во креирањето на новите и новите технологии на T-Mobile Македонија, затоа што ние секогаш гледаме напред, не застануваме тука, се движиме кон нови технологии, затоа што мобилната телефонија е една област која што е во постојан развој
ќе понудиме нови сервиси на нашите корисници во иднина, затоа очекуваме и децата да се занимаваат во иднина со таа технологија и да ни се придружат. Затоа што, како што кажав на почетокот, сонот е битен, сонот е најбитен, мора да го имате и мора да се трудите да си го остварите. Ви благодарам многу. Чичко Роберт, фала ви многу. Ајде голем аплауз за службата за технички операции, Батко Роберт и Батко Александар. Фала многу што бевте дел од Супер Звезда. А сега ние ќе направиме една кратка пауза да гледачи и веднаш потоа се враќаме повторно во T-Mobile Македонија. Денеска Супер Звездите се во целодневна прошетка низ T-Mobile Македонија, најголемиот мобилен оператор во Македонија, еден од најголемите во светот. Многу е голема ваша фирма, господин Миле. Голема е, дечињава како што гледам, јас уморија. Се уморивме, да. Дечки, уморни ли сте да видам? Да! Дефинитивно, значи сме уморени. Има ли некој што е гладен сега? Значи има гладни, значи тоа што шетовме до сега, сега ќе направиме мала пауза, може така? Мала пауза правиме, па продолжуваме со шетање. Мала пауза за ручек. Значи правиме сега пауза една за ручек, ќе кастеме по еден сендвич, ќе испиеме по еден сок, ќе направиме живели и одиме потоа да шетаме пак. Договорено? Договорено. 3-4 ручек, драги гледачи. Јас и Батко Миле дојдовме овдека во салонот на T-Mobile да направиме значи една кратка прошетка. Едно од прашањата кои што се договоривме со дечињата да ви ги поставиме беше колку салони ви имате низ Македонија вакви? Низ Македонија имаме точно 32 вакви салони продажни. Сега ме интересира дали сите ваши салони изгледаат исто? Секој салон на T-Mobile треба да го има истиот look and feel, што би се кажало на англиски, односно изглед. Така, например, овој конкретно салон во кој што се наоѓаме сега е потполно идентичен како салоните што се, например, во Бон, во Нью Йорк, во Холандија, во Велика Британија. Нема разлика? Нема никаква разлика. Ако влеземе во Скопје, ако влеземе во Бон, во салон на T-Mobile, потполно ќе биде исто опремен? Значи има разлика во деталите, во големината, меѓутоа и во понудите се разбира во тарифите, меѓутоа конкретно подот е ист, идентичен. Тоа е подот. Магента коцките, например, на излогот се исти. Понудата на мобилни телефони како се наредени, тоа е исто. Услугата, што е најважно во еден продажен центар, е иста. Односно квалитетна, брза, насочена кон корисникот и така натаму. Дали сите ваши вработени во вашите салони поминуваат низ специјален тренинг? Да, точно така, значи луѓето кои што работат во продажба добиваат обука на почетокот, што значи врвна услуга, тоа е тоа кон што целиме ние. Значи, во сите салони, значи каде и да се влезе во салоните на T-Mobile да се добие врвна услуга. Работат само женски, работат машки, работат мешано? Работат мешано, работат значи и машки другарчиња и женски другарчиња. Така, значи сите ги имаме. Ете така, значи видовме минимум од салонот на T-Mobile, сега кај што се наоѓаме јас и господинот Миле Бошњаковски, кој е директор на корпоративни комуникации одека во фирмата T-Mobile. Сега ќе одјавиме оваа емисија. Толку беше се за денеска, драги гледачи, се гледаме повторно во следната сабота, во следната емисија која што ќе емитуваме во терминот на Супер Звезда, која што повторно ќе биде овдека во T-Mobile. Станува збор за една огромна фирма за која што сите оние работи кои што сакаме да ги кажеме не може да ги собере во една емисија, така да ќе направиме пауза од една недела, а повторно се гледаме следната недела во T-Mobile, директно каде што ќе откриеме некои нови, многу интересни работи. Господин Миле, ви благодарам што бевте дел од емисијата на Супер Звезда. Драго ми е што гледате. Фала ви многу, се гледаме за една недела повторно. Чао, чао, чао.
Здраво и добродојавте во оваа емисија на Супер Звезда. Моите малечки другарчиња ме чекаат во управната зграда, а јас се наоѓам долу во салонот на T-Mobile. Денеска ќе бидеме гости одека ќе откриеме работи какви што досега ниту пак некогаш се прикажани на телевизија. Значи, останете заедно со нас во следните 60 минути, ќе имате неверојатна, една и единствена ексклузивна шанса да дирнеме сите заедно малку подлабоко во тајните кои што ги крие најголемиот македонски оператор T-Mobile. Здраво, драги гледачи! Супер Звездите денеска со мене одат во посета на најголемиот македонски мобилен оператор, а тоа е фирмата T-Mobile. Веднашка до мене се наоѓа нашиот соговорник, исто така од минатата емисија, така и во оваа, господинот Миле Бошенковски, директор на корпоративни комуникации. Така ли беше? Токму така. Убаво ја дадов најавата. Значи, господин Миле, како сте добри? Одлично е, добре. Како функционира T-Mobile овие денови? Што се случува? Има нешто ново, нешто интересно? Па немаме некои нови измени, одиме напред, даваме нови услуги, зимаме нови корисници и така натаму. Така е, тоа е тоа. Кажавме, значи, дека ваша фирма работи низ цел свет, T-Mobile нема каде го нема, а во Македонија е најголем мобилен оператор. Така беше? Точно така, ние сме маркет лидери, што би се рекло. Значи, лидери на маркетот од вкупно три мобилни оператори. Станува збор за фирма број 1, баш ми е драго што не поканевте со Супер Звездите да видиме денеска ваши гости. Овдека минатата недела ја завршивме емисијата токму во овој салон овдека, каде што објаснивме, значи, колку салони се, каде се, како функционираат и што функционираат. Јас сакам нешто повеќе да ја прашам околу услугите. Какви се услуги се нудат во вашите салони? Значи, редовните услуги кои што ги нудиме, јас само би повторил дека во постпейд од неодамна нашите цени се намалени за дури 45%. Сега. Да го заборавиме тоа. Значи, ја би сакал да ги потенцирам сега трите нови услуги кои што ги пуштивме од неодамна. Тоа е, например, push email, односно на корисникот, на неговиот личен акаунт. Кога ќе му пристигне имейл, со отварање на оваа услуга, по автоматизам истиот имейл му се пристига и на неговиот мобилен телефон. Значи, доколку некој мене ми прати на мојот мејл, пример на Yahoo, на Google или било каде, можам да направам тој мејл директно да стигне, значи, на мојот мобилен? Токму така. И да го прочитам во истиот момент? Во истиот момент. Не доцни, ден, 2, 3? Доцни неколку секунди. Да, значи, само за 2-3 секунди, она што е стигнато, значи, на мојот мејл, ќе си дојде директно на мојот мобилен телефон. Токму така, и ти ќе имаш постојан контакт со, без разлика каде да си, дали имаш пристап до интернет во тој момент или немаш. Ме интересира која друга од опциите е некоја во опција. Значи, имаме уште две кои што се добри за промоција во оваа прилика. Втората се нарекува WebMVOC. Тоа е услуга која нуди брз интернет пристап на твојот личен мобилен телефон. Значи, доколку се наоѓам во некое место каде што нема интернет, wireless или било каков, значи, дали тоа значи дека преку мојот мобилен јас можам да пристапам на интернет? Токму така. Значи, сега се користи и мобилниот сервис на T-Mobile, исто како интернет провайдер во тој случај. Каде можам да го користам во тој случај интернетот? Дали треба да го користам на мојот мобилен апарат? Да, апсолутно. Имаме ли такви телефони, да покажеме некои од тие телефони кои што може тоа да го направат? Еве, камерата може да дојде, ова ќе биде интересно како за нас, така и за нашите гледачи, да видиме, значи, за какви модели на телефони станува збор кои што може да ја возможат таа опција. Например, ова. Еве конкретно овој апарат. Овој апарат, значи, како изгледа? Ова се тие два апарати со кои што може да се функционира и овој апарат. Еве, да гледачи го видите. Значи, јас како што гледам, ова се ваши брендови, се телефони на кои што стои логото на T-Mobile. Тоа се телефони кои T-Mobile ги набавува преку набавната служба на интернационално ниво, односно во сите земји каде што работи T-Mobile, и токму за тоа тука имаме T-Mobile. Дали поточно станува збор за некаков си мини компјутер, например, еве вака во моментов гледам тука дека има некој Windows лого, Start, еве Word, Excel. Дали навистина постојат вакви програми во самиот телефон? Да, значи тие основни опции се на користење на собственикот на ваков тип на мобилен апарат. Тоа што сакам да потенцирам дека не само овие телефони, значи да кажеме тие пообичните како овој имаат пристап и другите имаат пристап до новите сервиси. Значи, не мора да е ваков со некој многу спејс изглед или слично, значи дури и поедноставни телефони пристапуваат интернет. Со ваков телефон имате поедноставно користење, така. Значи имате на некој начин тастатура, како што можеме да видиме на телефон. И уште една услуга која што е многу значајна, новата услуга се нарекува Web SMS и Web MMS. Дали станува збор за софтвер кој што бесплатно може да се симне од вашиот вебсайт и да се инсталира, значи бесплатно?
Значи станува збор за една апликација која што може да се даунлодира, што би се рекло, од нашиот вебсайт и секој корисник понатаму ќе може преку неговиот компјутер да испраќа SMS и MMS до друг корисник. Друг корисник без да куца пораки, да стиска по едно дугме по 3 пати и слично. Да, тоа што е разликата, тоа што цените се многу интересни. И тоа сакам да прашам, дали тоа скапо чини, например? Не, значи еден SMS чини 3 денари, а еден MMS да се испрати чини 7. Па тоа е дури поевтино, Тоа е поевтино. отколку да праќаме од мобилен на мобилен. Значи, ова е опција која сите треба да ја имаме. Ти благодарам, Миле, да направиме кратка пауза, а веднаш потоа се враќаме со уште некои исто така многу интересни информации околу фирмата T-Mobile. Денеска суперзедите во посета на T-Mobile, најголемиот македонски мобилен оператор. Повторно до мене соговорник господинот Миле Бошњаковски. Суперзедичките не чекаат горе во вашата управна зграда, а ние имаме уште малку работи кои што би сакал да ги дознаеме овде кај вас во она што се однесува на вашите услуги и на вашите понуди. Дали имате нешто, некој пакет кој што се однесува на децата како потрошувачи? На децата како потрошувачи конкретно зависи пред се од возраст. За тинеџерите да имаме пакет. Знаеме дека поголем број од младината користи припет услуги, не постпейд, така што нашата припет понуда ја збогативме неодамна со Easy SMS, тоа е нов тарифен модел кој што го користат тинеџерите, да кажеме, и Easy Talk, која што дава одредени дополнителни бенефиции во рамките на користење на целиот пакет. Конкретно за мали дечиња немаме некои конкретни понуди наменети за таа таргетна популација од неколку причини. Значи основната причина е тоа што тие дечиња треба прво да пораснат за да умеат да И да станат свесни во поглед на трошокот, на чинењето, на цените, во поглед на... не би сакале никој да не разбере на некој начин погрешно. Така. А дали е точно дека децата па во најново време стануваат се помасовни и помасовни ваши корисници од фактот дека мајките, татковците, бабите, дедовците сите на пример имаат мобилни и сега остануваат оние што немаат да станат ваши корисници, а тоа се децата. Има ли прилив на припадници од најмладата популација? Има неколку интересни моменти, тоа што нашите постпейд корисници можат да го дополнуваат кредитот на нашите припейд корисници. Тоа значи дека тато останав без кредит и тато ќе се јави во 122, ќе го видиме тоа подоцна, нели, во текот на денот, и ќе му дополни кредит на синчето или на ќерката. Значи има и таква опција. А во поглед на мобилните телефони, еве повторно ги гледаме овде кај вас. Дали има на пример мобилни телефони наменети за деца, за тинеџери, за машки, за женски? Интересно прашање. Значи тука конкретна типизација на мобилни телефони и апарати не постои, меѓутоа одреден производител во одреден период настојува да привлече, односно да таргетира одредена популација. Во 2006 година имаше еден модел на Alcatel кој што беше исклучиво наменет за дамите, односно за VIP персоните од женскиот пол. Тој ние го продававме тука како модел. Потоа Nokia има два модела кои што се со декорации наменети за женската популација. Значи тие декорациите се го прават телефонот таков да биде, значи не само да биде нешто што е корисно, нешто што го користиш секојдневно, туку нешто што ќе биде дел од твојот изглед и естетска функција исто така да придонесе во поглед на тоа. Ме интересира какви мобилни телефони се препорачливи за децата. Еве на пример да кажеме оние родители кои што би сакале на своите деца да им одберат и да им купат некаков мобилен телефон, за каков би требало да се одлучат? За најскапиот, за тој што има најмногу игри, за тој што има интернет или каков? На пример, еве, што е вашата лична препорака? Тука значи одиме, моја лична препорака би била што поедноставен и нормално. Зошто да нема игри? Нека има. Да има, значи што повеќе игри така да може дечињата да играат и уживаат. А дали сметате дека во поглед на цврстина децата треба да имаат на пример телефони кои што ќе бидат поотпорни значи на удар, на шокови, на некои такви работи, бидејќи дете знае да игра топка со истиот мобилен, знае и да игра жмурка, знае и да бега, да трча, знае да му падне, знае да го изгуби. Тука доаѓаме повторно до моментот на возраста и на одговорноста. Се разбира, има и такви телефони кои што се користат во екстремни услови,
на големи височини, кои што се водоотпорни, кои што се отпорни на удар, меѓутоа обично тие се малку поскапи, така што останува на родителите пред се. Така, благодарам. Во поглед на оние кои се ваши претплатници, ме интересира дали има такви кои што не ги плаќаат редовно сметките. Има такви, но ние имаме еден позитивен пристап кон нив. Значи, настојуваме сепак се разбира тоа да си го платат во еден разумен рок кој што го добиваат. А дали ги наградувате оние кои што редовно си ги плаќаат сметките? Да, го имаме значи во јавноста познатиот клуб 360. Тие што редовно си ги плаќаат сметките собираат бодови и тие бодови за одреден лимит носат одреден подарок. Например, јас имам една торба и пишува 070-071, а пред неколку дена еден мој пријател доби дури телефон на подарок од вашата фирма. Вистински ли ги давате вие тие подароци? Вистински се подароците максимално, значи се зависи во тоа колку бодови имаш. Значи, мобилните телефони се едни од највредните подароци кои што ги даваме. Лојалти програма има само T-Mobile во Македонија. Да, навистина? Да. Значи, не може кај друг провайдер да се најде таква програма. Да. Токму така. Значи тоа T-Mobile што го подарува на редовните корисници е како програма единствена. Loyalty програма се нарекува, програма за лојалност. Така, благодарам. Сега, на некој од вашите реклами може да видиме како овде и позади вас, кај што пишува и кај што е истакнато логото на нашата фирма, дека T-Mobile е напишано со магента, па потоа со бели букви, додека на некои понови флаери кои што излегува во јавноста, T-Mobile е напишано бело со црно. Зошто доаѓа до ваква промена на вашето лого? Така, значи јас ќе искористам можноста да кажам и неколку дополнителни информации. Ајде да видиме се околу логото, да, ова е вистински интересно. Едноставно поблиски, тоа е комуникација која што е на кирилица, како што гледаме. Значи тоа што е интересно за нас T-Mobile Македонија е тоа што кирилицата ја задржавме како момент на комуникација кон нашите корисници. Колку други земји ни светот користат исто кирилица? Од T-Mobile мрежата само ние во Македонија. Само во Македонија има кирилица и нигде на друго место на светот? Само во Македонија T-Mobile користи кирилица и никаде на друго место на светот. Што се однесува конкретно до логото, тоа е T-Mobile. Имаме, сакам да кажам, корпоративни бои, значи corporate identity на англиски се нарекува и корпоративен дизајн. И тоа се, значи, воспоставени стандарди кои што ги практикуваме насекаде во светот. Тоа што е ново што го спомнати пред малку, тоа е дека се развиваме, растеме, идентификуваме нови потреби, така што брендот, логото на T-Mobile доживеа едно мало освежување и сега изгледа така. Мене да ви кажам искрено, ова новото многу поише ми се допаѓа од претходното, иако и двете се топ. Драги гледачи, тоа беше разговорот со директорот на корпоративни комуникации, господинот Миле Бошњаковски. Благодарам многу. Нашите супер зедички сега не чекаат горе. Сега значи од одека одиме да видиме некои други чуда и некои многу интересни работи во вашата фирма, така ли беше? Така е, значи да повторим уште еднаш, одиме во службата за грижа на корисници. Само се јавуваат луѓе за поплаки, се јавуваат за прашања, се јавуваат за разни работи. Тоа е телефонот 122, кој што е на сервис на сите корисници на T-Mobile. И на крај одиме во канцеларијата на главниот извршен директор, господинот Мајкл Лоренс. И него ќе имаме шанса да го видиме. И него ќе го. Каква убава посета ни организиравте. Дала ти многу миле. Драги гледачи, ете, слушнавте дека ќе направиме емисија како што вистински до сега немало. Останете во овие неколку следни минути заедно со нас. За оние кои малку подоцна се вклучија, денеска супер зведите во посета на најголемиот македонски оператор и еден од најголемите оператори низ целиот свет, тоа е T-Mobile. Денеска соговорник во емисијата, господинот Миле Бошњаковски, еден од директорите овде. Како тече до сега посетата? Сум дека одлично. Да, исто, дечки, вие што мислите како тече посетата до сега? Убаво се чувствувате овдека? Да! Топло и срдечно, исто како и дома. Патко Миле, кај доавме сега? Дојдовме во контакт центарот или во службата за грижа на корисници, а тука ќе не упати нашата супер другарка, директорката Зоре. Ева да Зоре, еден аплауз за неја уште од самиот старт. Здраво за Зоре, како сте, добри сте? Одлично, малку возбудена, бидејќи првпат ни доаѓаат дечиња во посета и многу сме благодарни што ни дојдовте на гости. Фала многу. Овдека најчесто гости не се примаат бидејќи ова е контакт центар, па треба мир за да се работи, така? Овде е многу тишина секогаш.
Значи да треба да шепкаме бидејќи работат телефоните во позадина. Ете така, Верете мир. А за вас е дозволено да бидете и погласни. Значи може ние да бидеме и погласни, договорено? Ете, супер. Ние имаме многу прашања за вас, Дада Зоре. Кој си има прашање да видам 3-4? Лили, еден куп прашања. Ајде да видиме сега Дада Зоре, да ни одговори едно по едно на сите прашања кои што ги имаме. Кој прв ќе постои прашање да видам? Ајде оваа кукла овдека, Анастасија Злато, кој е твоето прашање? Само кон камерите вака. Добар ден, јас сум Анастасија. Моето прашање е зошто постои овој контакт центар? Шубаво прашање, фала Анастасија. Дада Зоре, зошто е овој контакт центар? Одговорот е многу едноставен. Заради нашите корисници. Најчесто кога ќе слушнете во T-Mobile се е за нашите корисници. А зошто? Затоа што откако ќе го купат телефонот и ќе почнат да зборуваат, имаат милиони прашања на кои што ние сме спремни да им одговориме. Исто како и ние. Да. Исто како ние со милиони прашања улетавме овде, каде име следното прашање кој ќе го постави брзо да видам кој има прашање. Ева оваа згодна женска овде Исидора, повели Злато, кој е твоето прашање? Здраво си, јас сум Исидора Петровска и сакам да прашам кои се јавуваат на 122. Браво. Значи вашиот број на контакт центарот е 122. Исидора убаво го запомнила, го пишуваше тука на вратата. Кои се звонат на бројот 122? Кој се звони на бројот 122? Па вака како што напраша, одма и сите. Значи сите, нема кој не се јавува. Сите до еден што се во Македонија, надвор од Македонија, македонци, странци се јавуваат овде. Се јавуваат и деца? Да. И деца се јавуваат, и бабите, и дедовците, и мајките, и учителките се јавуваат тука, сите. Дали некој од вас дечки некогаш се јавил до сега на бројот 122? Еве имаме Сара звонела, Ивана звонела, Јаков си имал јавено, шубаво. Имам звонело дури и јас. Следното прашање ќе го постави кој? Да видиме. Ајде ти згодна женска, заврти се навака да видиме кој е твоето прашање. Моето прашање како можат да зборат луѓето со непознати? Мислиш овие дадички, батковци што работат овде, како можат да разговараат со непознати луѓе кои што им се јавуваат по телефон? Да, тоа е нешто многу убаво што тука сите го научуваат. Значи, секогаш кој ќе им се јави некој, они прво кажуваат: јас сум Марија, јас сум Зоре, и тој другата страна одма се представува и наместо непознат станува познат. Одма се кажува. Многу лесно со познат да се разговара. А после со познат се прави убаво. Тајната, сега ви издадовме една тајна. Така, фала многу. Кои се најчесто прашања кои што се поставуваат овде кај вас во овој контакт центар? Најчесто прашања. Па има прашања, например, сакам да пратам слика на некој друг да види нешто, а како тоа да го направам. И ние му објаснуваме како се прави тоа. Значи вие чекор по чекор се му објаснувате? Па се му објаснуваме, или ако он сака, например, има сега многу што знаат интернет, и они викаат: а јас го имам вашиот интернет сајт, и ние му викаме: таму е се напишано. Мене ми е полесно кога е напишано, тогаш која е адресата на интернет линкот, ние му ја кажуваме www.t-mobile.com.mk и си чита и си средува сам. Значи како сака, така се прави. Така, значи исто и ние дел од информациите за кои што може да се обратиме и на вашиот вебсајт, така ли? Да. Прекрасен е вебсајтот, има се, и ако нешто ви се допаѓа, можете да го пофалите. Ако сакате нешто да има повеќе, а што го нема, веднаш да ни кажете, одма ќе го ставиме. Ајде да видам, интернетџи има тука меѓу вас. Кој интернетџи да дам? Еден куп интернетџи, браво. Значи вредни деца кои што учат и знаат се. Океј, одиме со следното прашање. Кој ќе го постави, ајде да видам? Јаков, ти спремен си? Ајде ме, кој е твоето прашање, Злато? Здраво, драги гледачи, јас сум Јаков Тушевски и имам прашање: дали вие ја сакате вашата работа? Убаво прашање. Дада Зоре, ја сакате ли вие и вашите вработени вашата работа? Фала што не подсети, многу ја сакаме. Многу. Еве, ако се прошетате овде од кога ќе завршиме со снимањето, прашајте ги сите еден по еден колку ја сакаат својата работа. И ќе ми кажат. Гледам дека многу ја сакаат, убаво им ја. Така, и најчесто во вакви места може да работат само луѓе кои што ја сакаат таа работа. Па да, затоа што ги сакаат другите луѓе многу, и многу им е убаво што имаат шанса да разговараат по цел ден со другите луѓе. И другото е да им пружат помош. Да, тоа е најважно. И да им дадат корисни совети како да разговараат, што да прават. Одлично, ме интересира. Вашите вработени овдека зборуваат само на македонски? Зборуваат само на македонски кога некој ќе збори македонски, а ако некој се јави на англиски, зборуваат само на англиски. Ако се јави некој на албански, зборат само на албански. Значи зборуваат многу јазици. Има некои кои што знаат и француски и германски, меѓутоа официјално контакт центарот нуди разговор на 3 јазици: македонски, англиски и албански. Така, ајде да видам сега кој знае овде македонски да видам. Сите знаеме. А англиски кој знае?
И како се вика ало сега на англиски? Hello! Hello, браво бе, Јаков е спремен, следното јавување ќе го правиме на англиски со тебе договорено. Фала. Следно прашање кој ќе поставите? Да ми умиште прашање или нема? Саричка Злато, повели Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Сара Димовска и сакам да прашам зашто разговорите се снимаат кога ќе се јават луѓето. Значи, зошто кога се јавуваат вашите корисници, вика дека разговорот ќе биде снимен? Има ли потреба од тоа? Па има, продолжува таму и објаснувањето заради контрола на квалитетот. Сега што е ова? Тоа значи дека секое снимање е помнење. Наместо ние да помниме, помни таа машина лента која што ќе ги сними и после тоа ние разговараме. Каков беше овој разговор? Дали беше задоволен нашиот корисник? Да. Дали можеме овде да се поправиме? Можеме. Друг пат кога ќе не праша вака, можеме ли уште поубаво да му одговориме? Можеме. Или ако нешто корисникот рече јас реков вака, а некој му одговори, ама ја реков вака, ние слушаме лентата и се гледа точно како било и многу ни е лесно со снимањето на разговорите и на нас и на корисниците. Имате и љубезни и нељубезни корисници? Па ја да ви одговорам, не знаеме ние да ги категоризираме, сите ги сакаме. Сите се еднакви за вас? Да. Да. Има ли некои вака чудни прашања кои што ви се поставуваат од време на време, некои така духовити, смешни, интересни? Има многу смешни прашања, ама ние сме многу коректни и никогаш не ги кажуваме во јавност, затоа што ги почитуваме нашите корисници и тие знаат дека кога ќе се јават тука, тоа останува само тука во T-Mobile. Значи сите информации кои ќе се поделат со вас остануваат заштитени. Да, а ние инаку со нив знаеме и да се насмееме, и да се нашалиме, понекогаш и да се расплачеме ако ни кажат нешто тажно. Многу сме отворени само со цел да им помагаме. Така. Ако ни треба, значи, рамо за плачење, 1-2-2 е тука, драги гледачи. Океј, и за смеење, така беше. Фала многу. Одиме сега, имаме ли уште прашања да видиме, или прашавме се што требаш? Да видиме кој има прашања вака, некој интересно прашање за крај. Оваа згодна женска. Саричка, кој беше твоето прашање, Злато, повели? Здраво, јас сум Сара и сакам да прашам дали вработините тука работат и во празници. Така, дали за празници се работи овде кај вас? Па да, ние празнуваме работно. Има доброволци кои што сакаат да работат на тој празник или понекогаш се распоредуваме и знаеме, еден работи на Нова година кој ќе дојде, еден работи за Божик, еден работи за Великден, ама контакт центарот кој некој ќе се јави секогаш е отворен. Значи 24 часа, 365 дена во годината работи во контакт центар. Секогаш сме тука. Фала ви многу. Ајде да видиме сега следното прашање кој ќе го постави. Оваа женска овде не постои прашање. Маринче, заврти се кон камерите. Кој е, Злато, твоето прашање? Јас сакам да прашам како да дочекуваат новата година. Така. Значи, бидејќи работите за празници, за Нова година, сте предпоставувам овде дека ја дочекувате ли Нова година тука? Па да, тука славим, има конфети, има украси, има јадење, има се, ама секогаш седат на телефон и секој што ќе се јави одговараат. А од внатре слават. Така, внатре се слави, а вака према корисниците, значи повторно си се извршува онаа професионална услуга за која што и наменат контакт центарот 122 на T-Mobile Македонија. Супер, јас сакав исто да прашам, дали на пример, ако се јавиме на 122, можеме да надополниме припејд број да му додадеме кредит, на пример, некому ако му е потребно. Да, тоа сега е хит. Сите се јавуваат или вртат на 122 и одма преку говорен автомат можат да го направат тоа и им помагаат на другите. Кој нема пари, се јавува кај некој пријател, вика, имаш ти 200 денари? Имам. Стај ми малку на припејд бројот и вој одма пријателов става и одма се збори. Многу лесно и многу едноставно. Така, супер. И уште една работа сакам да прашам, оние, на пример, кои што ќе ги изгубат мобилните телефони, звонат ли овде, треба ли да се јават тука? Да. И многу се уплашени и стресени. Прво што им кажуваме е дека изгубен телефон, има многу поважни работи во животот, нема потреба толку да се исплашени, ама одма им помагаме, им кажуваме дека треба да го пријават во полиција тоа, дека изгубен и ние веднаш интервенираме потоа кога ќе не известат. Супер, јас имам информација дека па полицијата ги наоѓа, така да и не е големо гајле нешто кој ќе се изгуби мобилен телефон, битно е да не се изгуби нешто повеќе од тоа. Фала ви многу Зоки за прекрасниот муабет што го направивме овдека заедно. Ви благодарам што не примивте воку топло и срдечно. Дечки, убаво ли беше овдека во контакт центарот? Да. Уште некој прашање за крај немаме? Немаме, тоа беше се, фала уште еднаш. Се најубаво и на вас, ви ја сакаме многу супер звезда, си ја сакаме многу супер звезда, ваша и наша, и ви благодариме и дојдете ни пак. Фала ви, а сега одиме понатаму.
Еве не сега сите среќни и весели ви мафтаме од овде, драги гледачи. Дечки, како сте, бе? Супер, како што кажавме, денеска Супер звездите се во специјална, ексклузивна и невидена посета на еден од најголемите светски и дефинитивно најголемиот македонски мобилен оператор, а тоа е која фирма? T-Mobile Македонија, драги гледачи. Она што Батко Миле преска ни го вети, сега изгледа ќе стане реалност. Каде дојавме, Батко Миле? Дојдовме во главната зграда на T-Mobile Македонија и се наоѓаме пред канцеларијата на главниот извршен директор, господинот Майкл Лоренс. Значи сега одиме да го запознаеме Чичко Майкл Лоренс, кој впрочем од каде доаѓа? Чичко Майкл Лоренс, дечиња, доаѓа од Германија. Ние ќе треба да разговараме со него на германски јазик. Не, ние тука во T-Mobile со него разговараме на англиски јазик и понекогаш по неколку зборчиња на македонски. Така да, значи, кој од вас овдека знаат англиски да видам? О, па сите знаеме англиски, значи сите ќе му правиме муабет на Чичко Майкл, договорено? Ете така. За неколку моменти одиме, драги гледачи, директно да се запознаеме и да направиме едно специјално, невидено досега интервју со Чичко Майкл Лоренс, главен извршен директор на T-Mobile Македонија. Одиме по мене. Ајде, тргнуваме. Веднаш каде мене, драги гледачи, се наоѓа господинот Майкл Лоренс, главен извршен директор на T-Mobile Македонија. Добро дојдовте во Супер звезда. Welcome to our show. Thank you. I'm very happy to have the kids here. It makes the day wonderful. Yeah, thank you again. Дали некој има некое прашање за Чичко Майкл? Повели Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Сара и сакам да го прачам Чичко Майкл, дали е тешко да се биде директор на толкова компанија како што е T-Mobile? Ете, прекрасно прашање. Now, in general, it's a pleasure. Of course, if you have meetings with kids, it's very nice. If you have sometimes meetings with grown-ups, it's sometimes more difficult. So I'm happy to have the kids here around. Thank you. Следното прашање ќе го постави ова женска овде што се вика исто така Сара. Злато, повели кој е твоето прашање? Hello, I'm Sarah, and I ask Mr. Michael, how do you like Macedonia? Very nice question. Yes, I'm here since 3.5 years, and I like Macedonia very much. I've been at many places, many towns, and it's a very lovely country. And I hope that more tourism will happen here in Macedonia because it's a very nice country. I've been in Ohrid many times. I've been, I think, at all big places in Macedonia, and therefore I can say it's a very nice country. And one more question from me. Do you like Macedonian food? Oh, very much. The only danger is you should not eat too much of it. Фала многу. Следно прашање ќе постави Јаков, например. Злато, кој е твоето прашање до господин Майкл? Hello, I'm Yakov, and I have a question. How many workers do you have in this company? Oh, very good question. We have about 440 workers in this company, and only besides 2 of them, they're all Macedonians. Do you have some questions for the kids from Superstar? Yes, I would like to know, you asked me how I like my job. May I ask you, how do you like school? Is it okay for you? Yes. Very okay. It's very okay to go in school. Oh, good. And another question, what would you like to do when you are grown up? Do you already have some ideas, perhaps? I want to make photos. To make Photos. that is Photographer. nice. Very nice job. I have one more question. How could one man be German and American? Yes, my father was American and my mother is German, and that's why I have dual nationalities. Thank you. You? Very You? clever question, Jakob. Very clever question. Океј, сега одиме уште едно прашање да видиме оваа женска овдека, што се вика Анастасија, има прашање. Злато, кој е твоето прашање, повели? Добар ден, јас сум Анастасија и сакам да прашам во колку земји постои T-Mobile? I think T-Mobile is present in 11 countries. It's mainly Central Europe. Then we have Germany, UK, Netherlands, Austria, and of course in the USA. So we are present in Western Europe, Eastern Europe, and in the USA. Фала многу.
За крај, господинот Майкл има нешто што сака да им го порача на дечињата, да видиме. So I would like to have an autogram of you all. You can put your names either in Macedonian or in English just on this whiteboard, please. Океј, одиме сега да се потпишеме сите. No problema. No проблема, одиме. Ајде, 3, 4, Lagodaram. It's very nice, and I want to thank you for visiting me. And we have a little present for you, and we will give it to you. And then I wish you a happy, nice day, and all the best. Thank you very much, Майкл. Голем аплауз за Чичко Майкл. За тоа што многу топло не прими, не само тој и целата T-Mobile, значи целата компанија T-Mobile, и за крај има специјални подароци кои што се овдека наменети за вас, со што сака да ви посака пријатен ден. Сега ние што ќе му направиме за крај, како ќе му возвратиме? Ќе си го гушнеме и ќе си го бациме, да? Ќе си го гушнеме и ќе си го бациме, Чичко Майкл, и ќе му кажеме фала многу што денес одвои време и што не прими сите нас. We have presents for everybody. No problem. Значи, одиме сега секој да го добие својот подарок и да видиме што чудо се крие внатре. Ајде, одиме, делиме подароци. 3, 4,